Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Жити се, може ли шпицата уште еднаш? Толку ми прави мерак и аудио и видео. Жити се, за мене, за мој мерак. Peace. Make love, not war. Драги мои пријатели и пријателки, buongiorno, buonanotte, benvenuti, arrivederci, parola tutti contra mafia. Уште едно издание, јади... Јанко Илковиќ, фала што давте, иначе, брат, како идат годините. А кој е овој у екранов? Ти си, бе. Добро, окей. Денеска содржините ќе бидат шарени. Соросоидни шарени. Значи, од денеска работиме само за Сорос. Па ако даде, град даде. Ако не, пошто други ви онака не дават. Джок, јоке. Што се содржините за вечер? Луѓе мои, морам да споделам едно искуство со вас. Бев во кино да го гледам првиот филм снимен во Вселената. Првиот филм снимен во Вселената се вика Предизвик. Тоа е руски филм. И право да ви кажам, малку бев онака скептичен, бидејќи од Тарковски наваму, без оглед на се и дури, ајде и оно изгорено од сонцето, и тој ми е така, ми се клати филм. Мислам дека од Тарковски наваму ја немам гледано филм сериозно, онака да ме дојми од руска продукција. Обично ќе направат некој добар жанровски, например, ќе почне, па ќе се загубат, па некако во, или со режијата, или со приказната. Но сакам сериозно да ме сватите, ова е... Не сакам да звучам како Јанко јади бурек, а не можам да бидам професионален и аналитичен филмски критичар. Сепак се работи за нешто специфично. Ја дури и снимив цел подкастот ќе го гледаат други, нормално. Може и да го пуштиме тука, па што ја знам. Чекај, само дали споделивме со стрим не идеме, така? Не, стримот ќе иде од Rumble, нашата драга платформа Rumble, каде што иде ТВ Сонце, еве сум, Шаре. Идеме со Шаре. Шаре на Твитер да пуштиме. Ајде. Ојме лајво со стримо. Страјмо. Таман. Ојме лајво со страјмо. Океј? Таман. Океј.
И на Фейсбук шаре, за шаре нема чаре. Ојме лајмо со страјмо на едната и ојме зошто? Нема зошто така бе мерак тие, онака си тераш. Камо да се спонзори во прашање. Обично, знаеш, не знаеш што ти е подраго. Дали затоа што ќе стигнеш до повеќе пријатели или затоа што ќе ги јадосаш душманите. Океј, страјмо. Добар е стримот, еј. Стварно добро изгледа. Човече, у 4К ние сме емитувале, види бе. Глеј, дај го компјутерот. Не ме враќај мене, зашто ме врати? Сакав да видам екран. Ај, ништо ми го расипа меракот. Продуценти они кои ќе фателе. Не, вака треба, заради ова. Океј, ај да се вратам на мојот Јади Бурек подкаст. Океј. Предизвик. Да видам IMDb, иначе на Cineplex ќе го најдеме. Во Cineplex сега е хит, Брзи и бесни, 10-тиот дел и тоа е публика што разбира, но овој филм е малце поинаква работа. Ај првин си ги обмислувам, си ги зборовите, немам текст многу, бидејќи многу емоции. Ако го имам многу емоции, речениците ми се недовршено нејасни, бидејќи не сум професионалец, импровизатор сум, и нема да го кажам тоа што треба на начин како што заслужува. И затоа малку се преслушувам. Да, обично се пишува текст, ама на daily basis, солкави текстови, у оваа продукција, no. Мислам, нема шанси. Одиме да го видиме трейлерот за филмот. Што е со звукот? Немаме звук, а? Какво добро техно слушам, а? Стар дедо пуши лула. Е, ова нон-стоп си слушам. Предизвик. Какая вероятность, что космонавт при спуске погибнет? Без операции 100%. Что-то же делали серьезное по медицинской части в невесомости. Когда вы сможете дать людей, готовых делать операцию в космосе? Рядом со мной 7 хирургов, которые вызвались полететь на станцию. Всю операционную бригаду туда не послать. Один из вас полетит на МКС. Ты отличный хирург. Вы готовы лететь в космос? Тебя еще не утвердили. Твердят. Мне страшно. Ты справишься. Почему человеку так надо в космос? Потому что он существует.
Ајде, ќе пробам библиографски, па се надевам дека ќе срочам убав текст. Имено, Холивуд е без преседан најдоброто нешто во цивилизацијата на уметноста што се создало. Без оглед на квалитетите на руската кинематографија, во која се наоѓаат 10 најдобри филмови на сите времиња, но целото двигател на уметноста и на културата го носи Холивуд, не само заради блокбастерите, туку затоа што сериозно, квалитетни сценарија, уметност, еден Кюбрик е таму, беше таму, еден Денис Вилнев и така натаму, значи врвни уметници, но русите долго време стагнираа. Ај првин да кажеме неколку работи за филмов кој се прикажува во синеплекси, кој нормално слабо е посетен. А ќе објаснам и зошто. Одиме на IMDb, официјалната страна за филмови, каде што филмот се е објавен. Режисер е Клим Шипенко. Тука стои уште еден, Бил Милсап, тој е американски режисер. Зошто? Кога почнале да го снимаат филмот, да го прават, Клим Шипенко, рускиот режисер, го ангажирал Бил Милсап, кој му помага да овој филм биде аудио врвно адаптиран за западниот пазар. Значи, ова е филм снимен не за Русија и за оваа вукојебина балганска овде од балкански земји, Србија, Македонија и остало, ние овде кај што сме, туку е сниман да биде блокбастер низ целиот свет. Се работи за прв филм снимен во Вселената. Ова е прва актерка, не астронаут, туку актерка која глумела во Вселената. Снимено е во ракетата Сојуз и во модулите на меѓународната вселенска станица ISS или International Space Station. Затоа ќе видите, можеби кога ќе отворите, ќе се зачудите дека први е Милош Биковиќ, како Владислав Николаев го игра, и потоа ви се појавува Ембер Ли Конорс, која ја игра Ања или Олја, Тања или Олја, но English version. Но она не се појавува. Ова е актерката која дава voice over. Филмот не го носи Милош Биковиќ, српскиот актор, кој е обожаван на Балканите, па и пошироко. Неговите улоги во Јужни Вепар, овај Ветар, или свеедно како и да е. Мојата хетеросексуалност е претерано стабилна за да можам ја така да се одушевам, но жените коси кубат и се максимално депилираат кога е он во прашање. Типот е фраер, убав, згоден, одлично глуми, многу е кул, има добри филмови, Монтевидео, Јужни ветар, што има друго, Хотел Белград и така натаму и така натаму. Не навлегувам. Но типов во филмот е споредна улога. Сори, дечки. Сори. Милош не ни отишол во Вселената, затоа што и нема сцени во Вселената. Кој тогаш го води филмот? Филмот го вози оваа дама. Јас сум толку фасциниран се работи. Низиното име е Јулија Пересилд. Јулија Пересилд е актерката која глуми во ова од низината страна, еве од нивната промоција или во ток шоуа. Ова најверојатно кај колегата Бетмен на Алфа, кога биле. Она е многу интересна физиономија, вистинска словенска физиономија.
можеме лесно да се идентификуваме со незе, да ја препознаеме. Има убавина, но не она европско или да речам холивудска, да, убави црти, но не е нешто, како да кажам, она фасцинантно или едноставно многу црти кои за мене се многу природни, она нема ништо вештачко на незе и има многу сугестивен израз, што значи глуми со очи, не глуми со гримаси, не глуми со глас, комплетен актере, и јас сум фасциниран од незе затоа што она го возеше целиот филм. Филмот трае 2 часа и 44 минути. Тоа е страшно, луѓе. Сега, што видовме во филмот и што е интересно? Филмот е снимен пред 2-3 години, заедно со Рускосмос, или Роскосмос, тоа е руската агенција, вселенска агенција, како што е американската НАСА, и е снимен на вистина во Вселената, прв филм. Ова е трка која американците ја изгубија, бидејќи Том Круз беше амбициозен да го направи. И он ке го направеше тоа, беше на работ да го направи ова, но не успеа, не стигна заради короната и сите тие работи. Западот малку уцвика, овие гајле нема, русите. Со тоа што во филмот во 2 часа и 44 минути филмот е поделен на 2 дела. Првиот дел е она што се случува на земјата. Личната драма, бидејќи ликот кој го игра актерката е самохрана мајка, која е врвен хирург и која се бори, има екзистенцијални проблеми, има проблеми со керката, со мајка и, но и со општеството и така натаму. И првиот дел е воопшто подготовката да се отиде во Вселената. Зошто? Она е торакален хирург и им стигнува, ова е главниот на Роскосмос, актерот кој глуми, ова е медицинскиот тим на Роскосмос, кои првпат се соочуваат со ситуација нивни космонаут да дојде во тешка здравствена ситуација. Имено, се што ќе отиде во Вселената е испратено од најздравите луѓе што постојат. Значи, без никаков ризик за некаква аноризма, инфаркти, тешки заболувања или нешто што би го загрозило нивниот и животот на другите. Но им се случува некаква несреќа, феноменално прикажано, истимено, и актерот, се извинувам, космонаутот се здобива со тешки телесни повреди. Нормално повредите се нешто санирани од неговите колеги колку толку, но потребна е операција. За таква операција нема подготвен никој од космонаутите тешка операција, но во исто време и не можат да го вратат доле затоа што ако го симнат на земјата поради силните гравитации, забрзувања кои ги има, така натаму тој нема да го преживее летот. И они одлучуваат на радикален чекор да одберат лекари, меѓу кои Милош Биковиќ, кој е колега на актерката, и ги бираат. Процесот на бирање кој ќе иде во Вселената е многу интересен и динамичен и е направен во стилот, ако се сеќавате на филмот Армагедон. Ви текнува за Армагедон кога испраќа тим на овие што бушат нафта на астероид кој треба да му избушат, да му стават атомска бомба и да го разнесат. Тоа се луѓе кои никогаш не биле во Вселената. И многу динамично, Майкл Бей стайл и така натаму. Режисерот во таков динамичен стил го снима сето тој целиот процес кој е и реален, многу интересно што и реален процесот на тоа како ги подготвуваат демек лекарите, а во суштина не се лекарите, туку актерите сами кои ќе идат во Вселената. Она што е интересно што се запознаваш и е многу слично како и НАСА што подготвува, така и подготвуваат и русите за космосот.
а и самиот процес драматуршки на подготовката на актерката да иде во Вселената, која не е космонаут, е доста интересен во цело ова. Она што и тоа трае час и половина, тоа е многу долго време, за да ти задржи внимание. Пазете, 3 часа во кино. Многу е, брате. Многу е, брате. Нема станување, нема паузирање, нема враќање. Но морам да признам дека првиот дел беше таква динамика, добра, драмата беше толку убаво, суптилно склопена, да немаше празни одови. Руски филм без празни одови. Што значи празен од? Тоа, еве да ве подсетам југословенските филмови. Бидејќи треба да попуни саат и пол време, а филмот реално му е половина саат, и имаш сцени, крупен план, пуши. Знаете, оние, и тоа мислиш драма, нема врска. Но овдека немаш осет дека е руски филм. Пазете, ние сме под влијание на Холивуд и сме под влијание на западниот јазик, филмски јазик. Но тој е добар јазик, затоа што е конзистентен, бара стабилност на кохезија и стабилност на целото сценарио, да не луташ. Да кога сака уметност да направи, да не биде здодевно, да ти го акцентира, да си ти е јасно, но со многу чувство да биде ни предолго, ни прекратко. Да има... Тоа ме фасцинира кај режисерот, што толку добро чувство имаше за кадри, за диалог, за места кај што и логично е, нели, и во музика, диджокеот кога пушта иде она бо! Значи, мора да има еден пад нешто за да повторно те крене. Тоа е синусоида на емоции кога гледаш. Не можеш све во равна линија. Тоа сакам да кажам дека колку толку го разбирам филмскиот јазик и мене ми се допадна затоа што ја имав многу ниски очекувања. Ја не отидов еротизиран за да го гледам Милош Биковиќ како жените што идат да го гледаат. Нити ги интересира филмот, нити разбираат дека филмот е во Вселена, нити можат да разликуваат и така натаму. Ворете тоа, нема критика, едноставно. Милош Биковиќ дојде овде, пуна сала жени се сликаат со него, почна филмот, сите избега. Мислам, така е зборот. Или пред киносала ги слушам муабет, ќе дојде Милош, ако не ги враќам картите. Пази, не купиле карти за премиерата, добиле гратиси, али ќе ги врати, не ги интересира филмот. Ја, Милош Биковиќ, може да сум геј, што ја знам, се трудам да... Не можам, шори. Ја не можам ни заради актерката која, да речам, е по некој мој машки стандарди, но не можам до толку да се подавичарам. Сепак идам филм да гледам, човече, ако сакам да гледам тела, постојат сајтови и портали да се изнагледаш. Ја не ми се јасни. Но добро, во ред, и тоа е убаво. Но покрај тоа што, ако ви е фан, идете, сликајте се, но гледайте зошто е он дојде, што сака да ви каже. Изгледајте го. Го почитувате? Ја колку пати сум ви рекол за Тоше Проевски, не го почитувавте. Купувавте пирати, не купувавте оригинални CD. Го почитуваш Тоше? Си му кликнал лайк? Си се селфи си направил со него? Дали си му купил албум? Така и актер. Го почитуваш актерот? Го сакаш? Еве го, например, Четкар. Жени, пишта тоа, она. Слушни му ја музиката, си купила ли CD? Не, ама Четкар е убав, згоден и така натаму возбудува. Па добро, нека те возбудува. Ете, нека тој ерос биде повод да малце тоа аспиринот у главата го просириш со уште некоја малце, да се продуховиш, да го изгледаш филмот, да сват. Пазете, се работи за историски филм. Знаете ли што е ова од почетокот на филмот е историја? Ова е последниот филм ќе треба да биде снимен на месечината за да биде вака револуционерен. Ова е револуционерен момент. И да не отидам на ова, да го изгледам, бидејќи
значаен pinpoint пивот момент во цивилизацијата и во филмската уметност. И сега има шанса да бидеш дел од тоа. Значи, сега типол, подготовката, сето тоа. Покрај се ова, луѓе мои, има една работа што ќе ви признам. Знаете дека сум козер, дека јадам многу бурек, знам да бидам здодевен, да бидам преопширен и така натаму. Но ме фасцинираат луѓе кои имаат толку многу сенс што, кога, колку и како. Има една работа што јас сакам и забавни филмови, например плитки филмови кои немаат нешто содржина, но да ме насмеат. Стендап комедија ова или она и така натаму. Овој филм има така добар хумор во него, суптилен, да не ја разбие целата драма, бидејќи се работи за драма. Човек во вселената, скоро месец дена, полека му се влошува здравието, додека да дојде тим да го оперира, да се обиде да му го спаси животот во една ризична операција, во бестежинска состојба. И низ целиот тој процес сваќаш дека, шо, голема работа, чак. Не е чак. Ке сватиш низ филмот колку е сето тоа. Ама не е само техникалија како Марсовец со Мет Деймон. Ви текнува, нели? Тоа е исто така многу добар филм, како он преживува на Марс без храна, што прави и така натаму. Иако е техникалија, што се вика упатство за употреба на НАСА, но сепак се работи за сериозно, добар, драматуршки, издржан филм. Но не е снимен на Марс. Ова е снимено во Вселената. Реално во Вселената, нема жици. И тоа фасцинира затоа што во едно време познато ти си го гледал по други филмови, па не ти се разликува и по едно време сваќаш дека и тоа како се разликува и гледаш сцени кои се снимени во бестежинска состојба. Значи, Русов успеа да ме држи во драма, да ме држи во емоција, да ме држи во фасцинација и сето тоа да биде интересно цело време. Пазете, дали е уметнички филмот или не, ја нема да зборам. Критиката ќе си каже, некој ќе му биде, некој не. Но има една многу битна работа што го кажал, ми се чини Акиро Куросава, еден од најголемите врвни уметници на филмската уметност во евр. Вика, демек за уметноста го прашуваат на интервју. Прво гледај ти филмот да те залепи на седиште да го изгледаш. После ќе збориме за уметност. Значи, седни, го изгледа, да. Ај ќе видиме дали има уметност сега филмот. Мене ми беше интересен, забавен, ама не, овде има и така натаму. Не е битно. Во секој случај, овој филм е доста спектакуларен и режисерот успева да му стане јасно дека не мора да глуми Тарковски. Воведува една патос поетика на филозофија од врвните филозофски поети и автори од време на време, што му дава еден убав тон, бидејќи се обраќа на широка публика. Широка публика не мораш да им продаваш на сите интелектуализам. Доволно суптилно тоа направим го како Денис Вилнев во Blade Runner, кога ги дава цитатите од Бугаков и слични врвни книжевни дела. И така е сега типо. Следниот час и половина се случува на Вселенската станица. Имено, дамата оди, она е првиот актер на Вселенската станица. И процесот кој е снимен како драма, како филмска, е реален. Реално е лансирањето, реално е докингот, тоа е спојувањето со Вселенската станица, незиното прифаќање од актерите. Што е сега фасцинантно во целава работа? Она како торакален хирург, приказната зошто ова го прават, не го прават само со штуро холивудско објаснување, туку навлегува во сериозна медицинска наука, каде што случајот не го оставаат како, да речам, доктор Хаус, со некој... Прашајте било кој за доктор Хаус, колку и да е фасцинантен, ќе ви каже, дечки, тоа е
Нема везе со живот. Овдека се потрудиле медицината сериозно да ни ја прикажат и ние што не знаеме медицина, сме фасцинирани од деталноста во која не носи. Но сепак разбираш. Многу од работите стручно звучат, но разбираш дека држи вода. До толку имаме општа култура да знаеш дека тоа не е некоја импровизација на фантазија. Во сето тоа, мојот продуцент е заљубен во мене, ама добро, ја немам ништо против геј. Мислев дека ја гледате дамава, јас се извинувам заради лошиот кадар до сега. Значи, она оди и пробите за операцијата и самата операција и процесот кој ќе се случи на Вселенската станица звучи толку реално. Ја чекам да помине некое време па и да се видам со торакален хирург да ми објасни малку. Милош Биковиќ и актерката се колеги и двајцата се хирурзи, врвни хирурзи. И Милош Биковиќ во де факто е најблискиот кандидат. Они него го подготвуваат, но во последен момент главниот се одлучува да ја испрати неа во Вселената наместо него, затоа што во дадена ситуација при непознато како ликот во филмот подобро се снаоѓа и дава покреативно решение во една непозната ситуација. Бидејќи рачунајте дека овдека илјадници луѓе и десетици лекари, стотици лекари следат ситуацијата за како да се изврши операцијата. И се во ова, целата таа драма, ти ја чувствуваш. Ја едно време се помисли, викам, не ќе да погледнам, значи, освен за Милош Биковиќ, заради пиштењето на скопскиве кокошки, разбрав дека е популарен артист, но за другиве не знаев. И мислев дека дамата во суштина е космонаут кој има малце талент за глума и кој е реално лекар, па ја испраќаат. Не, она е стварно актер, која никогаш не била, која дури успеа да ме убеди дека е космонаут, ме убеди толку уверливо и добро одглуми и дека е лекар. Она што сватив отпосле е дека режисерот, како што во Матрикс, браќата Вашовски, тогаш браќа, го подготвува Киано Ривз за карате и кунг-фу сцените, реално да ги прави, така и режисерот ги подготвувал актерите сериозно да навлезат во медицината. Тишина уште 10 минути издржете или фрлете се низ прозор, отие двај ги срочувам реченициве. Многу ми е тешко. Она што е интересно, што целиот процес е многу динамичен, снимено е во Майкл Бей стайл, значи атрактивни сцени, реални сцени, но и сериозно добра драма. Она што ќе ве фасцинира е што ова се реални сцени, ова е лансирањето, ова не е само Холивуд, но камери се ставени и успеале да одглумате. Она сега што фасцинира на станицата, актерката кога иде таму, двајцата коактери со незе во суштина не се актери, туку се космонаутите кои се на станицата и добиваат наредба од Путин, шега на страна, дечки ке глумите со дамава. И они космонаути кои никогаш не биле, да, ова е ракетата со која отидоа 2021, и ова е лансирањето реално, и космонаутите со неа се прави космонаути, не се актери, но режисерот успева така добро да ја постави работата да ти си збунет, не знаеш кој е реално космонаут, бидејќи таму стварно треба некој да те снајде. Интересно е што на станицата меѓународната вселенска станица има повеќе, како да кажам, од повеќе земји. Таа е international. Има американци, има французи, што ти ја знам.
Овдека се само Руси, не се ни спомнува Америка, ништо, едноставно многу е херметично затворен овакво, но во секој случај не е ништо антагонистички направено. Што е трагедијата сега со овој филм и зошто ние на промоции идеме и гледаме кокошки, а не ова блокбастер да се чека на ред, затоа што филмов е реално направен со сите холивудски атрибути, да ти е мерак да купиш карта и да одсетиш 3 сата да го изгледаш филмот. Зошто? Затоа што умеѓувреме почна корона, почна војната во Украина и нели анатемата за се што е руско да се маргинализира. Така да на филмов на Cineplex не можеш да видиш ниеден од мејнстрим уметниците, филмските работници, политичари, луѓе од јавниот живот и така натаму. Каква бедна мизерија сме ние, едноставно што да ви кажам. А јас, кој реално сум проамерикански тип и си ја сакам западната култура, сум посрамен од стручната, сеопштата јавност за игнорирање на еден историски битен, фантастичен, добар филм кој заслужува секоја ловорика. Ким Шипенко. Ким Шипенко не е случајно го снимил овој филм. Ја гледав еден филм негов, се вика Салют 7. Се работи за вистинска случка која јас ја паметам во 85-та година и се базира на вистински настани, кога Селенската станица ќе по контактот со Салют 7, поздрав 7, ќе дојде до несреќа, ќе излезе од орбита и ќе падне на земјата. Очигледно дека многу од подготовките на филмот Предизвик ги има и тука. Покажува дека овој режисер Клим Шипенко, дечково е спремен, поспремен од било кој. Клим Шипенко, штета што не го препознава Холивуд и не смее сега заради политичка коректност да го препознае и да му даде 1 милиарда и да го сними подитно филмот на месечината. Се шегувам. Овој човек е иднината на новите блокбастери. Ја од него очекувам нешто филм, ако светов и филмската индустрија има малку памет и прекине да се занимава со квази коректност како снимање документарец со Црна Клеопатра, тогаш Клим Шипенко би требало да сними, не знам, Марвел, да сними Кептен Америка, да сними Авенџерси, да сними Супермен, Бетмен, такви филмови. Типов е гениалец. Гениалец. Том Круз да е паметен, овој ќе си го земе за режисер, но велам, живееме повторно во студена војна, повторно во поларизиран свет, затоа што им одговара такво нешто. Тоа е тоа. Милош Биковиќ има значајна улога во филмов, но воопшто не е пресудна. Он е во некоја релација со главниот актер, има врска помеѓу нив и така натаму. Многу кул глуми, фраерот е супер, но уште еднаш Јулија ме фасцинира, Јулија Пересилд, ќе се потрудам да ја гледам и во некоја друга улога, но во овој филм потпомно ме фасцинира. Намерно говорев, благодарам режија, може да префрлиме кај мене, да се одјавам, намерно терав со долг вовет, сакав да одадам почит. Некој може тоа со 2 реченици, и јас со 2222, уопште немам намера никого да терам. Гледајте си Јужни ветар, гледајте си Fast and Furious, све е тоа супер,
a jaz javno da im se zablagodaram na Cineplex što go donesu ovaj film. Zato što je istorijski, zato što je biten, zato što je presvrtnica, zato što je prvi od film snimen vo Vselenata. Може би вам не ми значи, но ќе се сетите. Ке ви текне. Кога? Тогаш. Уште еднаш трейлерот, после шпица, па се враќаме назад. Ребят, как состояние? Олег, слышишь меня? Какая вероятность, что космонавт при спуске погибнет? Без операции 100%. Что-то же делали серьезное по медицинской части в невесомости. Когда вы сможете дать людей, готовых делать операцию в космосе? Рядом со мной 7 хирургов, которые вызвались полететь на станцию. Всю операционную бригаду туда не послать. Один из вас полетит на МКС. Ты отличный хирург. Вы готовы лететь в космос? Тебя еще не утвердили. Твердят. Мне страшно. Ты справишься. Почему человеку тут надо в космос? Потому что он существует. Океј, продолжуваме со емисијата и со омнибусот на разноразните теми кои вечерва сакам да ви ги прикажам затоа што и да ги дебатираме, не знам, што знам, ќе видиме. Одиме со една содржина. Интересна работа, ова е еден TikTok и ќе се обидам прво ќе овде е еден историчар на англиски, ќе ве оставам први на англиски да го чуете, а потоа ќе го преведам. Нема симултано, туку отпосле. Значи, ќе ја замолам режијата колку е дозволено во ваши рамки да биде погласно, за да убаво го разберат. Предпоставувам и јас се надевам дека повеќето од публиката знае англиски, а овдека е смешно е во секој случај. Се работи за хрватите и се работи нешто за нивната историја. Многу близко до нас и многу забавно. In the 18th, 19th century, when the Austro-Hungarians, they were doing a fantastic job mapping the whole of Croatia, and today's Katastra is very much based on that. They were sailing through the beautiful Kornati Islands, which is a fantastic sailing destination, and there are many, many islands there, and they took a local guide with them to name all the different islands so they could map everything. And after explaining what 10 or 15 different islands were, the guy was a bit bored, allegedly, and so started making up some quite interesting names. And so you have islands that today are called, for example, Kurbavela, which means like a big whore, which is quite next to a small island called Kurbamala, which means little whore. And then you have some other ones, and I'm going to read some of these, if that's okay. Babenaguza, Grandma's ass, which apparently has a 5-star rating on TripAdvisor, but I wouldn't know about that. And then you have Podusha Vela, which means big fart, which obviously is close to another island a bit smaller called Podusha Mala, a little fart. Слушај, па овие некои села и низ Македонија, долно дупени, горно дупени, да не било Ајде.
се отиду у етер за долнодупени, подмочани. Добро, добро. Прдејца. Добро, добро. Ме расположи ова видео, каде што он објаснува дека за време на Австро-Угарија дошле тие да попишат, нашле некој локалец, го земале на брод, кажи како се викаат островиве, овој му збоктисало некое време и почнал да дава имиња да ги буши. Типична работа, класика наша. Океј. Има едно видео кое не можам да го разберам и се надевам дека ќе отвори дебата, па ќе ми го објасните малце некоја викиншко TikTok видео тоа е, кое не можам да го објаснам и е малце така филозофско, има нешто уметничко во ова, ама не можам да го разберам. Режија, дај го у кадар. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Обожавам вакви надреални работи кои немаат логика. Океј. Толку за тоа. Сега, пред да идеме за политика, да, убаво затеравме, нели? Лабавко, понеделнички, да не напињаме, нели? Една изведба на Майкл Спајрс, еден од најреспектираните тенори и баритони, он е и тенор и баритон, на изведба на Несун Дорма, една од најпопуларните арии. Феноменална изведба и од негова и од оркестарот. Едно вистинско аудио уживање. Сивупле. Oh
Ја велам дека интернетот е вистинска Александриска библиотека и прекрасно место за продуховување и учење најубави работи. Не е ни до TikTok, ни до YouTube, до Facebook, до нашата перверзија. Ако бараш убави работи, има многу. Но ние бараме перверзија и затоа толку има перверзни многу работи. Не ги измислува никој, ние се ги измислуваме, затоа што има побарувачка за тоа и тоа покажува на кое духовно ниво сме. Но фала Богу што има и вакви работи и кога во животот ја би имал прилика, може би имал, ама ретко кој од нас би имал прилика да го види во живо, еве вака барем ќе ни се пренесе и со слика и со аудио за вакви навистина изворедни интерпретации. Па и треба да начекаш една ваква добро isproducirana, нели? Особено Cineplex го прави тоа добро, например концерти. Дали знаете дека еве пред месец дена, за жал, никој, па и од најголемите фанови на Металика во Македонија не дојде. Во Cineplex имаше во живо, низ цел свет Металика правеше промоција на нивниот албум, нов албум. Извореден албум. Металика, ја не се мој бенд, но не можам да го негирам нивниот квалитет во областа кој го прават. Значи, идеш во кино, седнуваш, се уклучува во живо и низ цел свет во киносали сите го проследуваат, ја проследуваат промоцијата на албумот. Излегуваат авторите, се пушта песната, се објаснува. Значи, дел си од промоцијата на албумот на Металика. А ваму ќе ми искачате со моичките, ја Металика. Дечки, што да ви кажам? Значи, како никогаш во животот не сме имале повеќе шанси. Еве, ја сакаш Кети Пери. Кети Пери имаше концерти во живо, Cineplex. Сакате балет? Болшој театар имаше пренос во живо во Cineplex. Не можам да ви опишам какво доживување. Во 4K, убаво, со една спектакуларна камера, во врвно овакво седиш и го гледаш во живо, во моментот иде преносот. Ете, тоа го имате денеска. Се може од после да го гледаш. Но кажете ми, било кој надпревар фудбалски, дали е поинтересен во живо кога ништо не знаеш, нели? Или отпосле снимката кога ја гледаш. Дури и кога не знаеш, па така. Добро, одиме со следната. Шо да одиме со следната? Не, со ова уште еднаш одиме. Режија? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ова треба да ми е джингл. Не джингл. Рингтон ќе го ставам на телефон. Замисли ти звони телефонот, не менјај слика, само слушаш ова, пушти глас. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ќе го ста. И да го ставиш. Океј. Следните содржини ќе бидат од политиката. Што значи, режија ќе те замолам, шпицата пушти ми, онака ми се допаѓа шпицата, вечерва ми легна на увце вокалот на Андријана и гитарата на Гино
И ја уште еднаш јавно им благодарам на прекрасната обработка и преработка и заработка на мојата нова шпица. Одлично, благодарам многу. А ние одиме со помалку повеќе или помалку пријатно непријатните теми. Океј. Мелница за месо, руската тактика во Украина. Обемот на руски загуби во 2022 во комбинација со рускиот судар со НАТО системи на кои претходно им се немаат спротивставено, предизвикаа значително застранување на руските операции од нивната востановена доктрина, стои во анализата објавена од Институтот Руси. Пример, Руси или Royal United Service Institute забележува дека руската пешадиска тактика повеќе не се труди да распореди униформни батальонски тактички групи, туку сега повеќе работи на слоевита поделба по функција на линија напад, специјализирани и потрошни трупи. Тие се формирани во групи фокусирани на исполнување задачи. Линиската пешадија се користи за зачувување на освоеното и одбрамбени операции. Потрошните сили служат за постојани престрелки со цел откривање на украинските позиции, кои потоа се напаѓани од специјализираната пешадија или откривање на слаби точки во украинската одбрана кои треба да бидат приоритизирани за напад. Притоа, жртвите се многу неравноправно расподелени меѓу различните функции. Најголемата слабост на руската пешадија е нискиот морал, кој доведува до слаба поврзаност на единиците и соработка меѓу нив, анализираат од руси. Те имаат пофални зборови за инженерскиот род, кој сметаат за една од посилните страни на руската војска, кои низ целата војна успешно градат комплексни пречки и утврдувања по должината на фронтот. Дел од ова се градежни зафати за поставување на бетонски пречки и копање антитенковски ровови. Друг дел е масовното минирање на теренот, што за тенкови, што за пешадија. Оклопниот сегмент од руската армија ретко кога се користи за пробивање на фронтот, туку главно служи од заднина како огнена поддршка против украинските позиции. Ваквото дистанцирање од јуришните линии во комбинација со термална камуфлажа што се користи за возилата, значително ја намалува можноста за откривање на тенковите, што паѓа и веројатноста тие да бидат уништени со некои од наведуваните антитенковски ракети на оддалеченост од 1400 метри. По поразите што ги има во 2022 и уништувањето на бројни командни и логистички центри во јули истата година, американскиот ГМЛРС проектили, руската артилерија почнува со значително рафинирање на своите извидувачко напаѓачки операции, откривање и уништување на непријателски точки во реално време. Во исто време, руската артилерија ја унапредува својата способност да отвори оган од повеќе позиции и истовремено и да пука и да се движи, со што значително ја намалува опасноста од контранапад.
Клучен во ова е системот стрелец и префрлувањето од 152 мм хаубици на 120 мм минофрлачи, што руси го толкуваат и како одраз на достапноста на муницијата и цевки. Тие тврдат дека руската артилерија се повеќе зависи од запленување на непријателска муниција за извршување на контранападите. Системите за електронско војување стануваат моќна алатка на русите, кои според руси имаат барем еден електронски систем на секои 10 километри од фронтот. Украинските загуби на дронови се проценуваат на околу 10.000 на месец, а руските електронски системи 10.000 дрона на месечно. Колеги, на мојот реализатор шеќер вода да му даете, знам дека му се слоши у моментов на човекот. Ве молам, бидете без паника само, донесете му благо нешто. 10.000 тронови месечно. Руските електронски системи според руси успеваат во реално време да ја пресреднат и декодираат комуникацијата што оди преку 256 битната инкрипција на Моторола која ја користи украинската армија. Времето што го имаат да ги стабилизираат своите позиции ја подобрува учинковитоста на руската противвоздушна одбрана. По првичните проблеми за справување со нови закани, руската противвоздушна одбрана сега е адаптирано и на новите оружја со кои располага Украина. За ова значително придонесува и тоа што одбранбените точки се директно поврзани со супериорен радар систем. Руската авиација и понатаму нема некој голем удел, освен во разбивање на судир, во кои двете страни се нашле во пат ситуација. Тука најголемата закана се ФАП-500 проектилите со домет од 70 км, кои иако имаат ограничена прецизност, проблем е што Русија ги има во изобилие. Нивната процена е дека руските воздушни сили и натаму немаат капацитет да ја пробијат украинската противвоздушна одбрана. По катастрофалната загуба на командата и контролната инфраструктура во јули 22, Русија своите главни штабови во Украина ги префрли вон дометот на ГМЛРС ракетите и го стави во цврста градба. Иако комуникацијата меѓу врвот на руската армија е унапредена и подобрена, под баталјонско ниво комуникацијата и натаму се одвива на аналогни воени радија. Прегледот на руската адаптација открива војска која може да се подобри и да еволуира во употребата на своите воени системи. Постојат докази за централизирана процека за идентификување на недостатоците и работа на нивното ублажување. Сепак, голем дел од оваа адаптација е реактивна и насочена кон покривање на сериозните недостатоци во руските единици. Резултат на ова е структура која со тек на време станува подобра во менаџирање на проблемите со кои се соочува, но и структура која и понатаму има проблем во предвидување на нови закани. Затоа заклучокот е дека руските вооружени сили представуваат сериозен предизвик за украинската војска во одбраната. Сепак, ако Украина може да ја наруши руската одбрана и да им наметне динамична ситуација, руските единици најверојатно дека брзо ќе ја изгубат својата координација. Промените во средината за воздушните битки, например, рапидно доведоа до случаи на руско братоубиство. Ја завршуваат руси својата анализа. 2-3 збора јас да кажам. Имено, периодов многу малце се пренесуваа реални анализи и обично беа кај нас тоа проруски настроени кои викаат газиме, растураме и така натаму. Ваквите анализи, кои не се наменети за широка публика, туку се наменети за стручно, стратегиско надградување, бидејќи се работи за нова, сериозна војна. Ова што се случува помеѓу Русија и Украина и оваа прокси војна помеѓу НАТО, Америка од една и Русија од друга страна, покажува како ќе изгледа идниот конфликт. Украина, да, ќе биде заморче, ќе биде жртвувана, но од неа ќе се извлечат сите заклучоци како ќе се војува во иднина против Русија, евентуално. Но Русија во исто време
Западот не е наивен, Русија во исто време се надградува и ги детектира своите слаби точки. Русија дека има слаби точки, апсолутно се покажа. Знаете, нашите анализи, како беа лани ова време, готово без за 2 месеца ќе ги изгазат. Еве, помина 22 месеца, ни газење, не бутур. Не е така едноставно, кога ти веќе не... Значи, умре времето на Црвена армија, 20 милиони луѓе да тргнат да пеше, нема да поминат. Значи, веќе со джойстик се игра војната, иако и на терен boots on the field е потребно, но и тука се гине. Но не толку колку што во една аналогна, класична војна се води. Овдека војната е многу хајтек и се уште има многу непознаници што и како ќе се случува. Напреднати се системите за наблюдување, за енкрипција, декрипција, електронско и така натаму и така натаму. Дроновите се новиот фактор за кој многу уште не се знае. Да губиш 10.000 дронови месечно, знаете, после 20-30.000 дрона, ќе речеш доста е, дај да смениме тактика, но не се менува тактиката, што очигледно дека се работи на сериозно детектирање на кој начин русите ги декодираат нивните сигнали и овие каква контрамежер ќе преземат. Многу е послоевита војната од што нашиве дудуци кои коментираат овдека геостратегија. И затоа намерно, ја знаете дека многу не ја коментирам руско-украинската војна, но ова е текст многу сериозно. Не е ова анализа, јас сум прочитал 2-3 текста од Russia Today и донесов ова и вака ќе биде, онака ќе биде. Тоа е убаво, све е тоа, но тоа е плитко. Сериозно, многу е посериозна ситуацијата затоа што се работи за преструктурирање на цела Русија. Имаше заглавено нивната армија, колку и да е моćна Русија, моćна е апсолутно, тука нема збор, заглавено во едно аналогно време, а дигиталната надградба не знаеше како ќе им функционира. Нешто слично и со НАТО. Они немаа нов предизвик. Последниот предизвик им беше 2001 година со Ирак, но Ирак не беше сериозен, како да ви кажам, противник каде што ќе ги тестира нивните сили. Овдека имаат сериозно. Зашто се спрема НАТО? Да ја гази Русија, православието? Не. Тоа се нашиве ретардирани. Конфликтот е Кина. Конфликтот е Кина, затоа што во прокси стои Кина. Кина е во технологијата поврзан, но и они не се наивни. Значи, овде е, како да ви кажам, задаваат удар, овие контраудар, овие од контраударот излекуваат заклучок за каков нов контраудар треба да имаат, а овие се подготвени дека овие тоа ќе го направат, а овие го прават тоа. Значи, финта во финта, во финта, во финта. Никогаш не е праволинијска војната, онака како што вие гледате. Но, она што е праволинijsko, драги мои, е многу потрагично, а тоа е повторно, да речам, русофилите кои се занимаваат со навивање, затоа што толку е глупо да навиваш во една ваква ситуација која, не знам што да кажам. Русите, нели, го освоија Бахмут. Тоа е точно. И тоа е голем успех. Дури Зеленски прв пат признава јавно, го изгубивме Бахмут. И сега русофилите рипна, браво, еј, газиме. Што газите? Погледнете на што личи Бахмут. Ова ли е победа? Ја ви велам дека вакви слики ни единствено може би Хирошима и Нагасаки. Мислиш дека е употребено нуклеарно оружје. Значи, како крајни мерки, крајно уништување на територијата за чистење или не знам. Многу послоевити се заклучоците, нели, некој ќе каже,
тотално тепик бомбардирање, ништо да не остане, наново ќе градиме. Што ќе градиш? Зошто ќе градиш уопште? Нема инфраструктура. Зашто се бориме? Зашто се борите? Значи само територија. Зошто територија? Значи, многу е послоевито. Ништо не е наивно од она што навивачите го кажуваат. И за едната и за другата страна. Се сеќавате, еве деновиве, например, русите се спремаат, украинците ќе имаат страшна офанзива, ќе ги изгазат, има до Москва да отидат. Еве, ја чекаме офанзива. Се сеќа, лани беше русите тргнуваат ќе ги изгазат. Така? Да, добро. Сега украинците се спремале, сега они контраофанзива, све ќе ги победат. Изволте, ајде да видиме. Многу не можеш да ги поимиш сите. Затоа постојат такви воени центри како Пентагон или Руското министерство за одбрана, каде што не се само генерални, врвни тактичари, аналитичари, кои многу по-продлабочено ја следат целава работа. Затоа војната не ја следете со навивање, не бидете будали, затоа што ова не е фудбалски надпревар. Еден фудбалски надпревар има исто така слоевитост, не војна за животи, за територија, која е најсериозната и најстрашната работа во човековото цивилизирање. Да ви покажам што е идиотизам, дебилизам, ретардираност и дегенеризам. Значи, ај на страна шарената револуција, дај го вал. Ај на страна шарената револуција, ај на страна овие будењето за джендер еквалити, сега Копилјанова, од што не знае што да прави, влегло во едно од најголемите, најубавите културни блага на светот, Фонтана ди Треви во Рим, и ја обоија во црно, ја загадија водата, за да укажале на климатските промени. Еден, два. Значи, кај ги наоѓате вакви неинтелектуални, ај да разберам да си тинејџери, па еде тинејџер по импулс ќе направи. Овие мислат дека нешто добро прават. Овие се истите оние што, например, се лепеа за БМВ-ата. БМВ-ата им беа криви. Бог да чува. Секташи бре. Ова све метаку потилјак. Се шегувам. Убаво е да најдеш активизам за да помогнеш за светот. Треба точно да знаеш. Не е само да предизвикаш медиумско внимание. Со ова само гнев и антагонизам предизвикуваш. Малку бе анализире. Еве, ај ке го направиме ова. Каква ќе биде реакцијата? Ќе биде гнев. Одлично, феноменално. Дали тоа ќе ги потикне на акција за нашата порака? Не. Ама ние ќе го направиме. Зошто? Па може ќе ни дадат некоја паричка убава. Така да, затоа, дечки, не ви верувам. Не ви верувам. Има многу подобри начини со лични примери. Абе, една кеса со ѓубре да ја собереш и да ја снимиш, вирално ќе ти направи 100 милиона и ќе добиеш многу поголема поддршка. Добрите дела прават добра промена. Лошите дела не. Зато и Грета Тунберг е мајта посана до бесвест. И мојата омилена тема за вакциналниот мамурлук. Ај погледнете, па ќе ви преведам накнадно. Се работи за една изјава на доктора Сим. Океј, врати малце, барем дел да ви преведам. Значи, човекот збори за вакцините и влијанието на вакцините. Но, не збори од личен аспект, туку збори за студија. Пушти глас, да слушам и ја ќе зборам паралелно. This is like the highest impact medical journal. Значи, збори за медицинско
списание, не шалабајзерско, не алтернативно, туку оние со реноме и интегритет. Значи, оние значајни медицински кои објавиле следнава студија for vaccines, за right? вакцините. They published a reanalysis of Pfizer and Moderna's Значи, објавиле анализа за Pfizer и за Moderna. original double-blinded randomized control trials. Done Значи, двојно направен, blinded, значи не се знаело. Blinded е да не си запознат што тестираш и од кого тестираш. by independent researchers, Независни истражувачи, како Joseph Freeman Јозеф from Фриман Louisiana, од is an ER doctor, Луизијана, clinical data кој е scientist. лекар, аналитичар на клиника, Associate editor of the BMJ, Peter Doshi, Robert Kaplan, едитор на медицинското списание и Питер Доши, Роберт from Каплан Stanford, right? Some од very Станфорд. eminent, in terms eminence of Значи, за мене и за вас, ние сме аналфабети, но овој ни кажува и ние доктор Асим Малхотра дека се тоа integrity. And what they found was this. врвни In the trial, врвни стручњаци во областа со интегритет. Значи, не биле купени, продадени од фирми про ет контра за вакцините. Значи, реална студија. that led to the approval by the regulators. Она што регулаторите го одобриле, они го истестирале и дојдене до следниот We'll заклучок. get into regulators in a minute around the world. You are more likely to suffer a serious adverse event from taking the vaccine. Значи, имате повеќе шанси, сериозни последици да имате од вакцината, во Hospitalization, смисла да бидете хоспитализирани, да бидете disability, онеспособени life-changing event. и да имате нешто што крајно, да доживеете нешто што ќе ви го промени светот, животот, во смисла на здравствена промена, инвалидитет или нешто потешко и така натаму. Тоа значи life-changing event, Then со кој ќе останете како последица до крај на живот. you were to be hospitalized. Одошто да бидете хоспитализирани од COVID. Јас сум вакциниран, свесно се вакцинирам, но апсолутно сум на страната на вистината, бидејќи ја не барам одговорност од никого. Одговорноста е моја, знам зошто го направив и немам што кому да се правдам. Но тие што го одбиваа, апсолутно, еве времето им покажува дека се во право и дека нивниот страв бил оправдан и дека нивните сомнежи и тоа како биле точни. За жал, ете, инстинктот базиран на незнаење, туку на интуиција и ракија бил поточен од што она што медицината се обиде и реномираните да ни го пружат. Но, пазете едно, во случај на војна, што заклучивме за време на короната? За време на короната заклучивме дека голем дел од лекарите лажат, смени ми кадар, да. Лекарите лажат, претеруваат, слепо веруваат на фармацевските компании и на светските здравствени организации и на регулаторите. А ние на нашиот министер за здравство и му аплаудиравме од балкон. И уште му аплаудираме. И сега замислите, нели, и сега се чувствуваме како победници. Докажавме дека сме во право. Докажавме дека не треба да земеме вакцина. Докажавме дека не треба да ги слушаме лекарите, не да земаме лекарства. И имаме сега еден антагонизам. И утре ќе се појави некоја нова болест и им вика, не, мене нема да ме бушиш, дечко. А овој вика, важи. Ковид ни пуштија една така полушалабајзерска болест, кај некого фатална, кај некого како грип, како и грипот, нели? Но не е грип во секој случај. А што ако утре ни пуштат, нели постојано ние говориме за депопулација.
која никако да се случи. Човештвото е се побројно. И замислете сега за едно 10-20 години, ние све поубедени дека овие лажат, а ние сме манги, попаметни од нив, бидејќи комшијата која испи пола литро ракија и се намаца од тоа чварките и рече ја не се вакцинирам, они мене нема игла, и стана он повлијателен. И сега дојде сериозна болест и овие викаат, дечки, ова болест е сериозна, треба се вакцинира. А, не. И оп, гледаш да е популација. Не, ево сега, пази као сценарио, еве го збориме, сега сме собрани тука, абе, како да ги зезнеме луѓево да ги разболиме, да испоцркаат, нели? Оти ако осетат дека е стварно болест, ќе се вакцинираат, ќе се спасат. Мора да направиме вакцина. Не можеме сите фармацевти да ги контролираме. Некои стварно ќе измислат лек. Како да ги натераме да не веруваат у лекот? И ние сваќаме дека 50-60% не веруваат, неќат да се вакцинираат. Одлично. Што значи многу брзо можеме ние да депопулираме за 5-10 години, да ги заболиме, ќе ги пуштиме гласни да бидат. Пази сега, зборам теорија, ова е сега филмско сценарио, научна фантастика. Но ако би сакал да направам депопулација, вака ќе ја направам. Крајна недоверба во медицинскиот систем, во фармацијата и во вакцинацијата, затоа што луѓето попрво ќе веруваат дека 100 милиарди долари се страшна пара која е ситна боранија месечно се заработува, одошто голема депопулација кај што се вели, бидејќи тоа е студија уште сопругот на кралицата Елизапета која вели за да 1/4 од човештвото живее во благосостојба, 3/4 треба да живеат во немаштија и несигурност. Или во суштина, 3/4 да нема од човештвото, животот на планетата би бил идеален, скоро комунизам. Сите би биле исто богати, исти квалитет на живот би имале. Каква фашизоидна, демонолошка теза. Вреди да се размисли. Не отварам телефони. Не. Мислам дека ќе слушаме за македонските песни, за Тито и за Вардар што се вратил у прва лига. Само да ви кажам. Јас сум вардарец, затоа што не сум одбрал да бидам вардарец, као што не сум ни одбрал да бидам Јанко Илковски, туку тоа ми е дадено и си го носам. Така и Вардар. Вардар ми е дел од мене, дел од фамилија. Да се радувам дека Вардар се вратил у прва лига. Знаете ли колку ми е даун? Не бев ни на пречек, ни на дочек, нити се радував, нити лајкував. Ја ги разбирам фановите, се радуваат, нели? Вардар е фрлен у втора лига не затоа што не чини од политички игри. И наместо радост требаше да има протест пред фудбалскиот сојуз, требаше да има протест пред влада, затоа што тоа е политичка работа, а не да славиме по улици. Затоа што до година пак ќе го шибнат, ако им се дигне моралот, ќе го шибнат не во втора, во трета лига. И додека се на власт нема глава да крене Вардар. Работата е каде е проблемот? Проблемот е во политичките игри и не се остава фудбалот да се развива само од себе, туку со државен протекционизам или партиски протекционизам. Thank you and fuck you. И ја Александар Дичов ми има напишано следново, иако немав Вибер објавено, браво за Александар, значи ми го знае Виберот и затоа заслужува со почит да му го прочитам следново. Вика, сите знаеме за Русија, што говорев, дека русите се најдобри шахисти во светот. Од тука со сигурност можеме да констатираме дека ќе
Дојде време кога Украина ќе прогласи капитулација. Кој е најпогоден момент за тоа да се случи, ќе одлучат руските експерти од најразлични области. Господин Дичов, се согласувам со вас, изворедни шахисти се, но и Боби Фишер беше. Немојте да фаворизирате една или друга страна затоа што нам ни се допаѓа. Нит се глупави, нит се наивни. Да беа глупав и наивен Западот, русите и кинезите одамна ќе ги прегазеа. Работата е, да, може би Украина ќе прогласи победа. А што мислите, тоа е крајната победа? Јас сум убеден дека ако Украина прогласи капитулација, дека тоа ќе биде токму прокси за да се опушти Русија, за да се изведе друга работа. Дали разбирате дека Русија е небитниот фактор во оваа геостратегија? Кај сега вулгарно се изразувам, рипата ви се качува притисок. Не е пинпоинтот Русија. Кина е. Ако Русија се исцрпи финансиски, а еднаш ја исцрпеа, 30 години им требаше. Американците, Западот играше многу лукаво, мамата им ја расплакаа на русите. Немој да заборавите дека ги исцрпеа финансиски во секој поглед. Русите шахисти фрлаа пари за вооружување кој ништо не им правеше. Ги исцрпеа за 30 години, колабираа без куршум да испукаат. Тоа е гениалноста на Запад. Тоа е Пентагон кој планира по стратегии по 30 години. Од друга страна, русите не се наивни и се многу издржливи и историјата стои на нивна страна. Но како можеш да ја победиш Кина? Да речеме дека Азија претежно има поддршка од Кина. Не е само тоа Северна Кореја, туку и останатите азијски земји кај што и по блискост расна и што ти ја знам и по повеќе фактори, поблиска им е Кина, и финансиски, и економски, се пуштаат корења. Кина воено не завладува во светот. Африка не ја завладува. Не ја завладува економски. Таква војна респектирам. Културолошката уште повеќе како на Гоце. Главните енергенси кои Кина ги добива се од Русија. Сега за сега. Кина упорно бара решенија, Саудиска Арабија која влезе, БРИКС и така натаму, тоа е игра на 100-200 години, нема да доживееме ние да видиме. Затоа што проблемот на Западот не е Русија, туку е Кина. Тоа ќе биде големиот судир, тоа ќе биде Третата светска војна, тоа ќе биде Армагедонот. Но Русија, отворен судир, значи крај на светот. Во економски судир, тоа може да биде многу мощно и интересно. Пази, американците иницираа оваа моќ на Кина да стане економски силна и стабилна и така натаму. Но се зезнаа, мислеа дека ќе стават систем демократски, ќе се пренасочи, дека не може со комунизам и едноумие да има пазарно општество, кинезите им извадија ново. Комунистичка партија, пазарно општество. Што правиме сега? Сега е многу зезнато. Зошто? Затоа што не може да се манипулира за, да речам, среднорочни и долгорочни интереси. Идејата не е да се уништи Кина, нити Русија. Знаеш што е проблем со тоталитарните системи? Проблемот е, например, Орбан го сакате, така, Путин го сакате. Уште Лукашенко, Комунистичката партија на Кина. Све ви е супер. Но колку тоа може да трае? Западната демократија со сите мани не зависи од една личност. Она има развиено систем. Ја највулгарниот пример го давам со една, за да разберете што е можно поедноставно. Италија е убава, моćна, привлечна, сакана, стабилна, јака држава. Апсолутно. Италија за 50 години има сменето 54 влади во еден даден период. Не знаеш кој е премиер, кој е председател.
a funkcionira. Znači, sistemot im je dobar i jak, da ne zavisi od jedan dolgotrajan lider. Germanija ušte ne može da go postigne to, pa imaše Merkel 100 godini više, baba na želka stane. Gledam nešto i Kanada so Trudeau. Franciji isto kog je zaglavi so jedan predsjedatelj, no barem gi menuva, pa u pritvor gi pika. Napoleon sistem. No što posle Putin? Putin ne može da se klonira. Putinizmot ke propadne. Slednji kako ki igra? Ki igra kako Putin ne može da igra, zato što ličnosta mnogo go izgradila sistemom. Što posle Orban? Evo, Orban ne im odgovara. Ама nema да го застрелат, ке го остават. Vučić kad тебе сега му почне и шарената револуција. Полека, срамежливо, чапата, тапата, му решија да одбројат денови. Тоа што му беше направено на Груевски ВМРО допавна, ќе му се случи и нему. На овие им се случи за 10 години, на овие ќе му се случи можеби за пократко или подолго време. Небитно. Но секогаш ќе се инсталира онаква власт каква што геостратегијата е зацртана, која едноставно големата слика ќе ја прави. Каква ќе биде локалната, домашната е сосема небитно. Така и ние таа двојба ја имаме што се случува во Македонија. Не сака Западот, не сака Истокот, оно, не. Геостратегијата е. Не е тука американска амбасада или ово или оне. Да не сака, ќе не избрише, не ќе постоевме до сега. Овие не се режими, овие системи. Например, ВМРО ДПМН е, убеден сум дека ќе останеше на власт ако после 4 години владење, сега гледајќи го ова согледување, ја сметам и ден денеска дека Никола Груевски е најдобриот премиер во историјата на Македонија. Но Никола Груевски да го развиеше системот и во партијата, и во земјава, да ротираат, да нема вечни, многу подобро ќе помине. Мислам дека клучот на СДСМ не е тоа што знаат економија, дунстери се. Не што знаат да владеат, катастрофа се. Туку таа промена на нови луѓе и така натаму, таа демократија им развива систем на колку толку функционалност. Се обидуваат да имитираат нешто што Западот им го бара и затоа им толерира многу глупости. Мислам дека тука и клучот. Што после Путин? Кој ќе дојде? Нов Путин нема. До сега требаше да го промовира. Па и полека да се повлече и да го остави човекот да ја тера големата слика што ја поставил. Ако е стабилна. Реки, џабе ја да имам голема слика за Македонија ако нема кој да ми ја наследи. Аце имал убава слика за Македонија, отишол до Индија и умрал. И што после тоа? Се распадна. Класична македонска приказна. Нека не ми кажат дека е грк. Македонец е. Класична работа. Што се случува после Аце? Се испотепа, се испозакла, една војска остана Хунзи тамо, друга војска отиде у Русија, Руси стана, трета се заклаа овдека и така натаму. Не остана ни империја, не остана ништо. Зошто? Една личност и нема системна еволуција. Зато Америка е голема. Трамп, супер е Трамп. Роб го менјаш Трамп, доаѓа Бајден. Катастрофа, ама еве државата функционира. Ама ќе пропадне. Знаеш што? Ленин 903 ја пишуе економската политика или 914 или не знам што и вика капитализмот подезен стадиум на империја и влегуваме у социјализам. И еве 100 и кусур години после тоа нивното се сруши и овие обстануваат. Систем кој циркулира. Не е тоа јади бурек па да зависи од една личност. Се работи за држава, се работи за психолошки импринт, кој е добар, кој не е. Кој ќе ти се појави еден како Ковачевски или како Заевски, викаш, чекај, овој не е јак, можеме да го смениме. И ти дава мотив да делуваш во општеството политички,
да ја подобруваш ситуацијата, да се бориш против него. Бидејќи против Груевски, брат, зезнато беше да се бориш. Добар беше, ама не можеш да го смениш. Колку ќе траеше Груевски? 20 години? Што после тоа? После тоа ќе дојдеше, не знам, колапс на Македонија. Не знам, зборам, на памет. Најголемите кризи на Русија се што долго време, например СССР, што долго време остана Сталин, Хрушчов, Брежнев, без преседа. Кога почнаа да ги менуваат, почна да се динамизира земјата, ама беше предоста. И Горбачов тоа го разбра и затоа го направи тоа што го направи. Ти мораше да го направи. Затоа што целиот систем заостануваше за новото време. Треба да го сватиш новото време. Кинезите успеа да го сватат. Не можат се ослободат од комунистичката партија, зошто си имаат своја филозофија и како и така натаму, традиција на царско владење, но успеа